Земјоделците од регионот, посебно оние кои одгледуваат градинарски култури, но и оризопроизводителите и другите лица ангажирани во земјоделието, беа дел од информативната работилница за органско земјоделско производство, што се одржа во Кочани. Инфосесијата е во рамки на програмата за зголемување на пазарната вработливост, чиј носител е фондацијата Swiss Contact, а со подршка од Швајцарската агенција за развој и соработка. Целта е да видиме колку овие органски производи се бараат и кои се можностите на земјоделците да станат органски производители, што се треба да исполнат и да видат дека тоа не е тешко, е едноставно, кога се сака, едноставно можат многу лесно да произведат органски производи и да ги продадат по повисока цена. Апсолутно ќе бидат поконкурентни, особено ги запознававме со светските трендови, што е тоа што на светско ниво, на глобално ниво се случува. Органското производство е вториот најбрзо растечки пазар во минатата година на светско ниво, на глобално ниво. Швајцарија и Данска веќе одат и имаат стратегија до 100% од нивното производство да биде органско. Пазарите европски бараат органски производи, се она што можеме да го произведеме, се заинтересирани да го откупат. Според Мицевска, интересот кај земјоделците во Македонија е се поголем за органското производство, особено што за тоа има и повисоки субвенции. Сепак, во последните години, освен оваа поволност, земјоделците доаѓаат до сознание од и многу полесно можат да ги продадат своите производи ако се органски. Имаме наши насади со црешни кои се сертифицирани органски. Од оваа година сме во преод на произведување на исто така пиперка, органска пиперка, додека имаме која исто така ја и преработуваме, значи не само производители, туку и преработувачки капацитет со урда, например, со хумус имаме така, конвенционални производи и така. Едукацијата е најбитна, треба да се информираме, да знаеме што, како, инаку не е тешко откако ќе се влезе во тој контекст на производство. Пред присутните на инфосесијата во Кочани беа представени предностите на органското производство на храна. Потоа потенцијалите со кои располагаат нашата земја и регионот, како и барањата на странските пазари. Исто така, земјоделците се запознаа и со можноста да направат директни договори со потенцијалните откупувачи на органските земјоделски производи.